Црвен килим, насмевки, наздравување со шампањ, звуци на пијано како увертира на најгламурозниот настан во годината – Виенскиот бал. Годинава по 18 пат во организација на Сдруженијето за културна соработка Јохан Штраус и Австриската амбасада во Македонија. Не знаш што е повозбудливо, периодот на подготовка или самата вечер. Гостите на овогодинишниот бал покажаа доследност кога е во прашање дрес-кодот и му оддадоа должна почит на настанот со тоа што ангажирале дури стилисти и модни креатори. Дамите очигледно се потрудиле околу својот изглед и го запазиле дрес-кодот, долги свечени тоалети, елегантни фризури, но не заостануваа ниту господата кои беа облечени во смокинзи и униформи. Прв пат доаѓаме, имаме слушано веќе неколку години уназад и сметаме дека е баш добра организација и повод за да присуствуваме и ние да видиме нешто поразлично секој невието. Креацијата е специјално за оваа пригода? Да, специјално. Зашто се одлучивте воопшто за еден ваков поинаков вид на забава? Во секој случај дека не е секојдневно нешто и сепак е и добротворно. Ќе играте на Евергрин или на валцер? На валцер. Специјално ја подготвивте оваа креација за балот? Да, специјално и креацијата и накитот на Келвин Клайн. Добра забава пред дружење со убави луѓе, нешто ново. Прв пат сте на балот? Не, сум бил пред 10 години, ми се чини еднаш. Затоа што е секогаш убаво кога си присутен на некои различни нешта. А балот е прилика да бидеме со убави, паметни луѓе, да се дружиме, да се смееме и да играме сите заедно. За прв пат сте на балот? Не. Не, јас мислам дека ми е 7 година поред. Креацијата е специјално за оваа пригода? Креацијата, дали е специјално за оваа пригода, па да речам да. Да речам да. Убаво да си поминате и само да ни кажете дали ќе играте валцер или повеќе на Евергрини. Ќе играме на валцер. Секој пат играме на валцер. За да биде комплетен аутфитот се погрижили за накитот како составен дел за да се запази епитетот гламурозен. Годинава доминираше брендот Келвин Клайн. Долго време живеа во Соединетите Американски држави и веројатно таму веќе ми е оној момент во кој што да речеме таа линија на Келвин Клайн до некаде одговара на мојот карактер и се препознавам во целиот тој модел. Сакам накид многу и тоа е препознатливо на мене секогаш да го менувам во согласно со тоа што носам, меѓутоа посебно таа колекција ми е драга и некако и кога одите и кога одбирате и да сакате нешто друго, ве влече она кон кое практично вашата личност е поврзана со тоа, а тоа е токму тоа Келвин Клайн. За една ваква несекојдневна забава по примерот на светските метрополи треба да сме му благодарни на проект менаџерот Оливер Арсовски, кој има посебен придонес за културната македонско-австријска соработка. А за тоа сведочи и орденот за заслуги кој го има добиено од австрискиот председател. Како се роди оваа идеја пред 18 години да се организира Виенскиот бал во Скопје? Предпоставувам голем предизвик, но и одговорност. Беше тоа една идеја и акција на австриската амбасада, тие што туку отвори амбасада во нашата земја и по некои музички канали мене ме пронајдоа и ме замолија дали можам да го организирам Виенскиот бал. Секако на почеток беше многу тешко, бидејќи не знаевме како се организира Виенски бал, затоа ни помогнаа многу музичари од Австрија што дојдоа и диригенти и ни покажаа како тоа се работи. Првите 2-3 бала беа во помала форма, но ние потоа го развивме во една убава манифестација која трае веќе 18 година до ден денес. Што можеме да очекуваме од вечерашниот 18-ти поред Виенски бал и во официјалниот и во неофицијалниот дел? Официјалниот дел е секогаш ист, тоа е традиционално отварање на Виенскиот бал, како што се случува во градот Виена при секој бал. И после тоа секој бал си има своји карактеристики, како се развива програмата, ќе има многу уметници кои ќе ги забавуваат луѓето овдека, ќе има џез биг бендот на џез музичарите
Скопје што туку оформен, ги поканив оваа година да дојдат и како што ги следев пробите, се надевам дека и веќе сум сигурен дека ќе направат убава забава. Оркестарот Јохан Штраус, тој е составен од музичарите од Македонската опера и балет. Имаме тројца пејачи, имаме танчари од Прима Данца, имаме еден танчарски пар од Италија, ексклузивно оваа година, кои што се први во Европа во играње, ги поканивме да дојдат и се надевам дека ќе ни направат една убава забава. Откако сите предуслови се исполнети, балот може да почне на знак на оркестарот Јохан Штраус и настапот на Прима Данца. Прима Данца на чело со Владко Павлевски ја забавуваа публиката со атрактивни танцови точки. Прима Данца секоја година се подготвува најмалку месец дена за настапите. Секоја година има официјален дел на отварање со корачницата полонеза, на кој што танчерите излегуваат на танцовиот подиум. Потоа се танцува радецки марш и на крајот 8 танцови двојки кои што се професионални од Прима Данца танцуваат голема долга кореографија на виенска крв. Дали тоа треба да бидат долгогодишни членови на Прима Данца, искусни, надпреварувачи, за да им се даде довербата да настапат вечерва, да им се пружи честа? Да, точно така. Посебно 8 танцови двојки кои што танцуваат на виенска крв, која што навистина многу тешка кореографија. Таа се подготвува долго време и многумина од нив ја танцуваат со години, меѓутоа секоја година треба да се подготвува посебно. 8 танцови двојки други, кои што се, значи вкупно се 16 на отварањето, ги бираме секоја година со посебен кастинг, заради тоа што секоја година ние повикуваме многу повеќе танцови двојки и секогаш ги бираме најдобрите. Тие се најдобрите и во танцување, и по изглед, и по височина, и по квалитетот на танцување. Она што е новитет е гостите од Италија оваа година чина. Ќе продолжите соработката со нив, каква е нивната улога вечерва? Да, Карола и Егедио, тие се врвна светска танцова двојка за стандардни танци. Вечерва ќе настапат со едно шоу на стандардни танци и мислам дека тоа ќе биде навистина празник за очи. Тие пристигнаа негде околу 19 часот, одма дојдоа на танцовиот подиум, малку го пробаа, веќе се и подготвени, чекаат настап и тие се доволно професионални да дури чак и без ниедна подготовка директно овдека во Скопје тоа го направат. Инаку нивните подготовки за оваа шоу кореографија траеше негде околу 2 месеци. Yes, that could be true. It's not for me to understand the magic of you. So sad and lonely, so lonely, so lonely. I was up sweet mama, you got me thinking so quickly. На балот може секој да присуствува, но доминантно е присуството на бизнисмени, представници на културно-забавниот живот и пред се дипломатскиот кор. Домаќин на оваа вечер е австриската амбасадорка Ренате Коблер, која и оваа година го отвори балот.
Како се забавувате вечерва и дали она што го гледате во моментов па и изминативе години на Виенскиот бал во Скопје е приближно на она што се случува во Виена за време на Виенскиот бал? Че не би сакала да правам некоја споредба, меѓутоа можам да кажам дека секоја година овде во Скопје ова манифестација е навистина прекрасна. Доаѓаат луѓе кои што сакаат да се забавуваат, кои што се убаво облечени, кои што се добро расположени и така е збогатуваат манифестацијата. Анштен. Втор пат ова година, прв пат минатата година токму по ваша иницијатива Виенскиот бал имаше хуманитарен карактер, што би сакала да нагласам, бидејќи тоа се случува токму благодарение на вас, за што ќе бидат наменети средствата од вечерашниот бал. Ja, danke, dass Sie das erwähnen. Es liegt mir sehr am Значи ви благодарам што го споменувате и тоа. Балот значи би сакале да служи за тоа не само за забава, туку и за да има и хуманитарен карактер. Значи оваа година ни е посебно од големо значење да ги поддржиме и децата кои што децата нели со аутизам и за тоа се грижи една хуманитарна организација, нели каде што и средствата ќе бидат закојани за мојот свет. Она без што не поминува ниту еден бал е познатата захер торта и виенската шницла. Захер тортата е чоколадна торта која е направена по рецептот на Франц Сахер уште во 1832 година за Клеменс Вензел фон Метерних во Виена, Австрија. Таа е една од најпознатите кулинарски специјалитети на Виена. Тортата захер, според оригиналниот рецепт, се прави само во Виена и Салцбург, додека на другите места е доставувана. Покрај официјалниот дел, полонезата, радетскиот марш и валцерот, гостите се забавуваа и на салса и забавна музика. Меѓу изведувачите беше и Џон Апелгрин, кој најчесто е присутен меѓу изведувачите на Виенскиот бал.